Гого ме прашува за употребата на лизин. За оние кои што не знаете, лизин е исто така една аминокиселина. И во денешни услови, односно во ова модерно време, затоа што многу ни се пласираат многу суплементи, еден од суплементите знае да биде и лизин. Не знам дали го имате сретнато, но нешто налик се продава као сите други аминокиселини, глутамин, БЦА и така натаму. И многу од луѓето сметаат Гого, исто како тебе, дека ќе придонесе во атлетските перформанси, односно во градење на мускулна маса, опоравок после вежбање и така натаму, затоа што свесни сме дека протеините и аминокиселините ја прават таа регенерација. Но кај лизинот има една друга приказна и она што науката најмногу се фокусира е за незиното дејство врз подобрувањето на здравјето на човекот, затоа што е аминокиселина која што може да доживува најмногу модификации во тој сигнален механизам во телото. Она што на секого од нас ни е најблиско и видено е херпес. Значи, ова аминокиселина многу добро се справува со херпесот и често може да ја купиш како маст и при тоа да се мачкаш на места на кои што избива херпесот или да се пие како суплемент. Науката искрено се уште јас барем не најдов никакви научни докази кои што кажуваат дека земањето на лизин ќе помогне во мускулната регенерација и подобрување на спортските перформанси. Ти викам, многу повеќе науката оди кон друга насока за истражување на оваа аминокиселина, така да не би ти рекол дека да супер ќе имаш резултати, ниту па не би ти рекол дека ќе немаш резултати. Јас лично не ја користам, многу повеќе јас би се нафатил да користам глутамин или БЦА како аминокиселини кои што дефинитивно имаат огромна улога во регенерацијата на мускулната маса и подобрување на спортски перформанси, така да не би ја користел лизин, но не би ти рекол дека ти не треба да ја користиш. Повторно е аминокиселина која што и многу тешко може да ја предозираш. Саид ефектите, односно контраиндикациите не се ништо посебно и да предозираш, не знам зошто би се предозирал. Треба стварно да внесеш многу поголеми количини од потребните дневни за да го направиш тоа, но ќе има некаква можеби диареја, тешкоти со стомак, подуеност, можеби у најлош случај нешто проблем со бубрезите, но повторно тоа е нешто што не би требало да го зборуваме тука, така да имаш зелено светло користија, но нема и некои големи очекувања дека ќе направи нешто посебно во спортски перформанси.